Каде се наоѓате, госпоѓа Билена? Од Тоскана. Во Не можам да го прочитам. Cerreto Guidi. Guidi. Да. И поради ова се доаѓа во Тоскана по локални патишта. Да. Ова не може да се види преку автопат. Со Бики сме во потрага по добри пейсажи во Тоскана. Ама ги има, ама не се сите достапни. Повеќе се приватни Да. имоти и така малку. Да, има приватни винари и приватни Да. земјоделски поседи кај што работат луѓето. Еве, например, ова позади нас е фантастична гледка, сега не знам колку ќе може да се долови на камерата. Да. Така наричиња, села, удолници со ниви, со Масленици. масленици, Да. виногради. Ајде, љубови, шта имате речи? Еве, ние, јас и Билјана, го живееме нашиот сон. Долго очекувано патување. Да. Тоскана. Па ние цело време ќе возиме вака по ридови низ Тоскана. Ако баш убаво, ќе си го дошегуваме. Значи, драги наши гледачи, почитувана публико, Добро дојдовте на нашиот канал. добро дојдовте на нашиот YouTube канал, Билјана и Драган. Еве, ние одлучивме да не возиме по автопатишта, туку да возиме по локални патишта низ Тоскана, Италија. Да, сега си Моментално се наоѓаме на патот од Монте Катини Терме кон Монте Пулчано. Поминуваме низ покрај Емполи, Сиена и така натаму. Многу мали места, убави градчиња, убави села, на врво и на ридови, куки. А ова е причина зашто возиме низ Тоскана. Возиме по локални патишта, дојдовме во Поџибонси, по некоја си случајност. Има многу познати места како Сан Гимињано, Монталчино, Монте Пулчано, но сосема случајно дознавме за Монтериџано и сега одиме во тој правец. Возиме буквално по ридчиња, по долчиња, да се нашала малку како на патот од Долно Соње кон Јаболце кај нас, такви патишта. Ама овде е навистина природата прекрасна, ова е Тоскана. На секој рид има по некоја, не знам ни што се, дали се замоци или се куќи, приватни имоти, винари. Како го начекавме ово? Од кај да тоа ја види? Ама интересно се да се мачали. Старци има, опаќе старци него млади. Има уште. Што е ова од Втора светска војна се овие? Ова е. Требаш, како застанав тука, требаше да излезам од таму да ги снимам. Браво. Како јас и ти. Они затоа го избраа овој пат да го возат. Порано по овакви патишта се возеше. Да, мислим, бе, старци си го памтат старото време. Пристигнавме во Монтериџони, но пред да почнеме да снимаме за Монтериџони, морам нешто да кажам. Многу ми е криво што немам една камера која ќе ми снима цело време додека возам низ Тоскана, затоа што има навистина фантастични пейсажи кои може да се снимаат. Се е толку убаво. Некојаш едноставно не може да застанавме 100 пати за да снимаме некои моменти, но некојаш нема место каде да застанеш на патот, тесни се патишињата, не се толку широки. Ама Тоскана е преубава да ја возите локално. Мики? Кажи. Колку и да бараш по интернет, мислам дека за ова Монтериџони немаме слушнато. Имаме гледано многу YouTube видеа и главном ги спомнуваат Монталчино и Монте Пулчано, а Монтериџони не. Ми го препорача овој мештанец е. Да. Во близината кај што пиевме кафе. Дечкото што работеше кај што пиевме кафе во Поџибонси, ни го препорача Монтериџони, а и рече дека е мало и дека за пола сат ќе го минеме.
Ајде да видим. Да, ова горе како градче, чуеш. Што немаш едно? Карбонара. Каде додиш во Тоскана, може само да бидеш очаран. Да видам, искам ништо не знам за Монтериџано. Не сакам, немам ни време да гуглам. Гледайте и уживајте. Мало место. Меѓутоа, полно со туристи во типичниот тоскански регион. Мирно, убава природа, ветрчен пирка. Луѓето доаѓаат тука, италијани се повеќето и доаѓаат и на викенд, да се прошетаат, да се напијат нешто, да седнат да јадат. Сан Гимињано, тоа е друго исто овакво место. Еве човекот кажува дека се гледа во далечина, не можам да го снимам. Него горе. Да, гледаш. Се наоѓаме на некоја долна капија, претпоставам, и од тука има убав видиковец на Тоскана, од другата страна, позади мене сега е Сан Гимињано. Бики не оди по угорница, ама кога ќе види овакви места не можеш да ја стигнеш. Горница е страшно, сега се кача. Сувенири како и на секое друго место. 5 евра се. Што е тоа? Колку е? 15 евра. 15? Добре. 40 евра. Кожа. Овој целиот дел на Тоскана, почнувајќи од Фиренца па и во сите помали места, е познат по изработка на кожа. Се е кожа, бики? Да. Еве си купивме чевли за 75 евра. Кожи. За совче. Ево го стигна јадењето, парпаделе, дешти ги јати нешто така. Паста со бира свиња, внатре има орев, што е во црно бити. А своето е? На здравје.